Ме радува што брзо и министерката Царовска даде одговор на сите овие наши дилеми, размислувања и реакции, а и народниот правобранител се согласи. Она што не загрижува како детска амбасада Мегеш е колку се има чувство за децата да носат маски 7 часа во училна со 25 до 30 во 30 метри квадратни и колку децата е возможно тие маски да ги држат цело време на себе, колку штетно влијае сето тоа во здравјето на децата, им се случували заматување, загушување или не знам како. Барам ја и педиатрите да се огласат околу штетноста, корисноста на носењето на маски и мислам дека ова е дебата која треба да се отвори јавно, посебно во вакви временски околности кога имаме училишта со огромни дворови и градинки каде што децата може да престојуваат надвор. Со една мала инвестиција во тенди, ако евентуално се влоши состојбата, да се искористи летово, есента, да се обавуваат наставата, воспитувањето во училишниот двор или во дворот на градинката е многу полезен начин да децата се гледаат, другаруваат и си ги запознаат своите другарчиња и наставници. Исто така сакам да кажам дека поддржуваме брзи тестови со овластено лице кој ќе ги спроведува и во согласност со знаење на родителите за да не дозволиме пандемијата да се шири. Доколку некој дете заболи или пак сака да учи од далечинско учење, треба директорот, односно министерството да овозможи квалитетно далечинско учење од дома, да не ги забравиме децата со посебни образовни потреби, да им се овозможи асистент и да не се случиме да правиме образовна и социјална дискриминација. Во зимските услови мислам дека можеби ќе треба да се размислува и за премин од физичко присуство во учење од далечина, со квалитетно учење од далечина. Се разбира помагала треба да им се обезбедат интернет просторија и така натаму на сите деца кои се во училишниот процес. Можноста за брза реакција од страна на директорите кога некој родител ќе бара детето да учи од дома, исто така е многу важна. Па дури би рекол и без разлика дали е од ковид заболен или сака да учи од дома, мора да биде Министерството за образование и наука флексибилно, адаптивно и брзо да реагира на потребите на родителите и децата. Може ли само накусо да ве прашам вака, дали Мегеше има оценка, иако е навистина многу рано, со оглед на тоа што неколку недели се спроведува наставата, имате ли досегашна оценка на она што во моментот се случува со физичкото присуство? Дали е тоа добро се спроведува или не? Воглавно, нели претпоставувам дека ќе ги базирате на оние пријави што ги имате. Ние не само пријави, него имавме и истражување. Лани, ако се сеќавате, идевме со истражување дека здравјето пред се на децата, меѓутоа имаше можност на комбинирана настава со физичко присуство во летниот и есенскиот период и онлайн, односно далечинско учење од дома. И се премина стриктно само на далечинско учење, иако не ги исполнуваше Министерството за образование стандардите за квалитетно далечинско учење. Оваа година се оди со физичко присуство. Повторно направивме истражување, децата се за физичко присуство, но не во оваа форма каде што училиштата имате гужва пред влезовите, имате тоалети кои не се соодветно прикладно дезинфицирани, нема дезинфициони средства, имате згуснатост на децата во една мала просторија. Замислете како име на наставниците, па родителите со страв ги пуштаат децата, а училиштите дори ќе кажам се толку прикладни. Нема училиште во Македонија кој нема можност и простор да се изведува настава на отворено, не само што ќе се тргнат маските од децата и ќе може слободно да дишат, туку и ќе бидат во контакт со природата. Се сеќавате вие на многу активности каде што ние кога бевме деца не носеа во излетнички места и тоа ни беше за нас уживање. Ова е можност прикладна да Министерството со директорите кои се на чело им дадат слобода на наставниците да го креираат на креативен и инвентивен начин наставата во природа.